Здраво и добро уште едно видео, каде што видео ќе видиме што се случува на ниво на зародишните центри во однос на беклеточна диференцијација. Да, знаеме дека крајниот резултат на беклеточна диференцијација ќе биде добивање на плазма и мемориски клетки, но има важни процеси кои се случуваат само во зародишните центри, кои се битни за максимизирање на хуморалниот одговор посредуван од антителата. Нормално, за да следите ова видео, мора да сте го гледале претходното видео каде што зборам за хуморалниот одговор. И да започнеме. Сега, каде се наоѓаме? Ова, овде, што го гледате целото нацртано, е всушност зародишниот центар. Зародишниот центар го делиме на светла зона и на темна зона. Ќе објаснам зошто е тоа така, но прво да видиме од каде потекнуваат овие Б клетки кои што се наоѓаат внатре во центарот на зародишниот центар. Они потекнуваа, така, значи, они доаѓаа од екстрафоликуларни фокуси кои беа надвор од овој фоликул и беа привлечени да дојдат овдека и да формираат примарен, па понатаму секундарен фоликул од страна на фоликуларни дендридични клетки. Така, значи, тука имаше фоликуларни дендридични клетки кои лачат цитокини кои ги, односно хемокини, кои ги привлекува овие Б клетки да дојдат овде и да го формираат овој првично примарен, па секундарен и сега секундарен фоликул. Нормално, овдека освен Б клетки, има и Т клетки. Главните Т клетки овдека што се Т follicular helper cells. Океј, значи овие се Т follicular helper cells и они се диференцираат на тој начин со помош на овие фоликуларни дендридични клетки. Значи овие се фоликуларни дендридични клетки кои се разликуваат од обичните дендридични клетки и главно се наоѓаат во светлата зона. Сега, овие зони се нарекуваат темна и светла поради самиот факт што така изгледаат на микроскопија. Така, бидејќи во центарот најгусто ќе бидат збиени клетките кои ќе се генерираат, така, преку делва, пролиферирање, така што поради тоа што е најгусто збиени, ќе изгледа најтемно. Овдека во периферијата нормално ќе бидат поретко поставени клетките, како што идеш по периферично, и затоа ќе биде посветло, и затоа ги дали имињата темна и светла зона. Порано мислеле дека во овие зародишни центри се создаваат Б клетки, но всушност сите Б клетки кои ќе потекнат од овој зародишен центар, така ќе се создадат, стварно ќе се создадат Б клетки, но сите Б клетки ќе бидат всушност клонови од овие неколку стартер клетки на некој си начин. Океј, значи овдека ја нацртав две клетки кои се како стартер клетки и од нив понатаму ќе се добијат сите останати. Океј, бидејќи овие клетки што се стартер клетки се тие кои имаат специфично антитело, нормално дека од нив ќе започнеме. Времето на дуплирање на овие стартер клетки кои се почетокот се смета дека околу 6 до 12 часа. Тоа значи дека за многу кратко време можеме да стигнеме дури до 5000 клетки. И сите тие клетки кои ќе се добијат од овие почетни клетки ќе треба да поминат различни процеси, така, низ кои ќе бидат избрани само тие кои се најдобри. И ова е затоа се нарекува дури Дарвинов микрокосмос, поради тоа што само најдобрите, за тоа што ќе се селектира, клетки ги успеат да искочат од овој секундарен фоликул, односно од овој зародишен центар. Односно имаме како процес на селекција, only the best survive, the fittest survive, и затоа е нешто како еволуција на микро ниво. Но океј, процесите низ кои ќе поминат овие Б клетки со цел да може да избегат од тука се афинитетно зрење, кој ќе се карактеризира со хипермутација и селекција. Океј, и ќе треба да поминат клас switching. Нормално и на крај ќе имаме диференцијација. Сега збор 2 за овие фоликуларни дендридични клетки. Интересно е дека овие фоликуларни дендридични клетки се разликуваат од другите дендридични клетки и тоа прилично доста. Овие не потекнуваат од коскената срцевина. Значи не потекнуваат од коскената срцевина. Исто така експресираат голем број на рецептори за комплемент, експресираат CR1, така, значи CR1, CR2, CR3. Океј, исто така имаат и многу рецептори за ФЦ региони. Значи ФЦ рецептори, не знам со црвена боја ќе ги бележам, нека биде со розова. Значи имаат многу ФЦ рецептори, ФЦ рецепторс, и исто така се наоѓаат само во овие фоликули.
Значи ги сретнуваме само во фоликулите на лимфните јазли. Ги нема на друго место во организмот. И исто така немаат МХЦ молекули, МХЦ класа 2 молекули. Нормално дека имаат класа 1 зашто се нуклеирани клетки. Нели сите нуклеирани клетки имаат МХЦ класа 1, но нема МХЦ класа 2. Значи X ќе ставам како нема. Односно не служат како стандардни антиген презентирачки клетки. Така, зашто ако немаат МХЦ класа 2, како воопшто се антиген презентирачки клетки, нели? Не се стандардни антиген презентирачки клетки, ќе служат други процеси кои ќе се многу битни за селекцијата на, сега како што спомнав, овие фоликуларни дендрични клетки ќе учествуваат во процесот на селекција и логично е да немаат МХЦ класа 2 молекули. Зошто? Поради тоа што они селектираат Б клетки, не селектираат Т клетки. Да селектираат Т клетки, во тој случај има логика да имаат МХЦ класа 2. Но МХЦ не е потребно за селекција на Б клетки. Сега, за да има некаква си селекција, нормално мора да се презентираат некакви антигени. Како ги презентира антигените оваа фоликуларна дендринична клетка? Да речеме, имаме овдека антиген на кој се прикачил продукт од системот на комплемент. Тој продукт од системот на комплемент ќе се прикачи успешно на овој комплемент рецептор, додека антигенот ќе штрчи надвор. Океј? Че ова е прилично логично како работи. Додека со ФЦ рецепторот ќе имаш овдека некое антитело од тие претходни екстрафоликуларни фокуси, така зашто и претходно се формира антитела, на кој ќе биде прикачен антигенот. И на тој начин оваа дендринична клетка фоликуларна може на својата површина да презентира антигени за кои се специфични овие антитела, така горе, кои ќе се наоѓаат во својата нативна конформација. Така, значи логично. И на тој начин, всушност она ќе може да презентира антигени врз кои ќе може да се врши селекција, односно базирано на кои ќе може да се врши селекција. Сега, интересно е дека клетките, Б клетките кои се наоѓаат во темната зона, првично се нарекуваат центробласти, значи првично името им е центробласти, додека кога ќе се наоѓаат во светлата зона, ако ќе бележиме една Б клетка, кога се наоѓаат во светлата зона ќе се нарекуваат центроцити. Значи центробласти и центроцити. Прво се мислел дека има некоја си многу голема разлика помеѓу нив, но денеска едноставно знаеме дека нема некоја си многу битна разлика помеѓу центробластите и центроцитите во однос на надворешна морфологија. Добро, сега да видиме што се случува прво. Значи ги имаме овие стартер некои Б клетки и они почнуваат да пролиферираат. Нормално од нив ќе се создадат многу други Б клетки кои ќе бидат нели клонови на овие стартер клетки. Но во овие многу Б клетки ќе почне да се случи процес на афинитетозрение и тој започнува со процес на соматска хипермутација. Значи соматска беќе се случува на соматски клетки, имаш соматски полови. Сега, соматската хипермутација бара присуство на CD40 молекули на Б клетките, че Б клетките треба да имаат CD40, кој ќе дое во контакт со CD40L од T follicular helper cells. Океј, значи CD40 лигандот. Кога ќе се случи тоа, и плюс други процеси преку цитокини, овие клетки почнуваат процес на соматска хипермутација. И при соматска хипермутација, што се случи? Имаме зголемување на бројот на мутации во варијабилните региони на имуноглобулинските гени. Дури имаме и индуцирање на мутации. Односно, при соматска хипермутација, значи имаме зголемена стапка на мутации, имаме намалена стапка на поправка, дури имаме и индуцирање на мутации. Значи, добро, мутациите може да бидат спонтани, и за тоа е зголемена стапката, и индуцирани. Сега, долго време не се знаело како се одвива ова, така како се случуваат мутации и како тие мутации се таргетирани само на варијабилните региони. Така, зошто мутациите не се случуваат и на другите места? Зошто се случуваат само на варијабилните региони? И преку многу експериментирање нашле дека всушност ензим кој се нарекува активацијски индуцирана цитидин деаминаза, односно AID ензим,
влијае за создавање на овие хипермутации во вариабилните региони. Сега, ние AID го разгледавме кај клас switching и тој стварно е одговорен и за соматска хипермутација и за клас switching, што ќе го разгледаме подоцна. Така, значи клас... Значи, овој ензим е одговорен за двете тие функции. И подоцна откриле дека овој ензим е всушност специфичен за одредени вакво нуклеотидни секвенции, односно одредени секвенции на А, С, Т, Г, нели, нуклеотиди. И денеска се познати. Сега не морам тука да ги покажувам, но например ако има одредена секвенца, поголеми се шансите дека AID таму ќе отиде. И што прави AID? AID зима, например, еден пар ако имаш С со Г, и Г-то го конвертира во У. И тоа што ќе добиеш, нели, е У, кој ќе биде поврзано со Г, тоа не може да биде така, или Г ќе се отстрани и овдека ќе се стави А, така, или пак ќе се стави А, па после У ќе се отстрани ќе се стави Т, така може тоа да се случи, или пак целиот тој дел ќе се исече, така, значи овдека ќе се стави У, целото ова ќе се исече, едноставно ќе се спојат двата краја, или пак ќе се отстрани, па ќе се приспои со ерена полимераза. Односно, не мора да се спојат двата краја, него може да се додаде нова ДНА таму кај што се исекло. Океј, но додавањето на оваа нова ДНА е случајно. Така, значи, ако се исече овдека, хубаво, да го направиме. Значи, имаме ДНА, герновие CG, и сега да речеме ова станало во У, и во тој случај, ова целото може да се отстрани, нели ќе има вака како дупка, некој си начин, и сега така може да се пополни со ерена полимераза. Некогаш може да се отстрани само едната страна, така што само едната страна ќе биде пополнета со ерена полимераза. Или пак, целосно ќе биде заменета со А или Т. Така, значи, постојат различни начини на кој може да се случи, но главно се случуваат точкасти мутации. Така, значи, точкасти се случуваат инсерции или делеции. Значи, или ќе се отстранат парчиња, или ќе се додадат парчиња, или ќе се направат точкасти мутации. Се со цел или да се реши проблемот, така. Значи, кога има некаква мутација, механизмите на клетка пробуваат да го решат проблемот и при тоа создаваат вакви мутации. Нормално, најголем дел од овие мутации кои ќе се направат нема да бидат добри мутации. Нели? Бидејќи го направи рандом мутации во вариабилниот регион. Некои мутации можеби ќе ја изменат специфичноста на антителото. Бидејќи антителово ние врз која правиме всушност мутации за вариабилниот регион, во моментов нас не е специфично за некој си црвен антиген. Ние не сакаме тоа да го промениме. Ние сакаме да остане специфично за црвениот антиген. Ние правиме мутации, ама тие мутации се со цел да се зголеми афинитетот. А специфичноста сакаме да остане иста во однос на кој антиген е специфичен. Добро, тоа значи дека ќе добиеме многу Б клетки сега од овие кои ќе нацртаме дека сега излегле надвор. Сега се нарекуваат центроцити, така значи ќе добиеме многу Б клетки. Ќе нацртам неколку кои што имаат сега различни антитела. Некои, најголем дел најверојатно, си ја задржале специфичноста за црвениот антиген, но некои толку мутирале, односно мутирале на такви специфични места кај што веќе не го препознаваат тој антиген. Океј, значи некои веќе не го препознаваат тој антиген, но најголем дел, да речеме дека си останале за црвениот антиген. Сега следи процесот на селекција. Односно, овие клетки сега се селектирани од страна на фоликуларната дендридична клетка, која на својата површина презентира, во овој случај, црвен антиген, кој или е асоциран со протеиниот комплементот, или е асоциран со антитела. Океј? Значи, на својата површина, тој ги презентира овие црвени антигени. Но, бројот на антигени кој е презентиран е многу мал. Значи, има мал број на антигени. Мал број на антигени. Тоа значи дека само тие Б клетки, односно во овој случај центроцити, кои имаат највисок афинитет за овој антиген, ќе успешно ќе се врзат. Така, значи овдека ќе стане една гужва, така значи ќе биде гужва,
каде што само најуспешните ќе може да се врзат. Да речеме овдека има некои клетки каде што и овие, да речеме исто имаат црвено антитело кој го врзува тој антиген, но афинитетот например на оваа со бело јадро што ја бележам е поголем него оваа со сино јадро што ја бележам. Така, значи афинитетот на оваа наспрема оваа овдека е поголем, додека овдека е понизок. И заради тоа оваа со белото јадро ќе се врзе. Значи Б клетките влегуваат во една компетиција надпревар помеѓу себе кој има најголем афинитет да се врзе со овој број на антигени. Бидејќи нема доволно антигени за сите. Мал е бројот на антигени. Само најуспешните ќе се врзат. Тие што нема да се врзат, значи овие што не се врзале, добра, таа е врзана, овие што не се врзале, едноставно нема да бидат стимулирани да живеат. Бидејќи самото поврзување овдека, самото поврзување праќа сигнал за живот. Океј, значи самото поврзување праќа сигнал за живот и тие кои неуспешно ќе се поврзат, не добиваат сигнали за живот и ќе влезат во апоптоза. Океј, исто тука битни се и тие фоликуларни helper cells. Добро, сега ги селектиравме Б клетките кои што го поминале процесот на хипермутација и го поминале процесот на селекција. Тие клетки сега продолжуваат, овдека што бележам со бела стрелка, продолжуваат и сега треба да имаме процес на клас switching, односно класно превклучување или менување на изотип. Односно, пред да имаме клас switching, сите прават имуноглобулин М. Од кога ќе поминат клас switching, ќе го прават антителото кое е потребно за соодветниот антиген. Така, значи, од кога ќе поминат процес на клас switching, ќе прават пример имуноглобулин Г. Добро? Сега, клас switching се базираше на тоа да цитокини ќе стимулираат која класа да се избере. Така, значи, во околнава средина овдека имаме цитокини, односно ги имаме овие T follicular T cells, T follicular helper cells, кои што ослободуваат цитокини. Има и други клетки во околната средина кои ослободуваат цитокини. Има и дендритични клетки кои ослободуваат слично нешто како поларизирачки цитокини, кои што ќе овозможат потребното клас switching. Сега, самиот механизам на клас switching, односно изотипно менување, го имаме разгледано во посебно видео, кога зборевме за имуноглобулини. Но дека ќе опоминеме само низ една слика, значи процесот на клас switching, колку за подсетување, каде што можеме да видиме дека имаме добро ДНА која е за имуноглобулини, ВДЈ веќе е рекомбинирано. Сега, главно, нели се прави имуноглобулин М или имуноглобулин Д. Добро, но AID можат да направат ваков double strand break, така што овој цел дел ќе се отстрани и всушност ќе дојде овдека епсилон онма до ВДџ. Така. И поради тоа сега ќе се добијат имуноглобулини Е. Добро. Значи тоа е основниот принцип. AID прави цепнување на двете страни и тој целиот дел ќе се испадне и едноставно ќе добиеш една нова класа на имуноглобулин која има истата специфичност, зашто не го дираме ВДЈ. Така, значи не го дираме варијабилниот регион, тој си останува ист, дека го менуваме само изотипот преку овој процес на класно превклучување. Овдека имаме слика како тоа изгледа малце подетално на ниво овдека што се случува. Нема да разгледуваме, имаме таков еден транскрипт, тој доаѓа всушност од претходно стимулирање со цитокини на друг ген и така натаму. Не е сега тоа толку битно. Ова и го немам објаснато и нивото од другото видео, но не мора да се задржуваме толку на детали. Тоа е, ако сакаш да знаеш повеќе, ќе си научиш. Инаку овој процес на клас switching исто така се потребни те клетки кои ќе презентираат CD40 лиганди. Но окей. Сега од кога сме завршиле афинитетно зрење, сме завршиле клас switching, последниот чекор е всушност диференцијација, односно добиеме плазма клетки и мемориски клетки. Плазма клетки и мемориски Б клетки. Сега малце повеќе за плазма клетките. Плазма клетките не се добиваат само овде во зародишните центри, значи они може да се добијат и во екстрафоликуларниот фокус кој го разгледавме во претходното видео и да се добијат од активирани
Б-клетки преку те независни антигени. Океј, и во други секундарни лимфоидни органи може да се добијат. Значи може да се добијат на различни места, но сите плазма клетки не се исти. Овие кои се добиени во зародишните центри се нарекуваат плазмобластни клетки. Значи овие што се добиени во зародишни центри се плазмобласти. И самат се покарактеристични бидејќи може да бидат дури и вечни плазма клетки. Односно, они мигрираат и дел од овие плазмобласти суштост мигрираат во коскената срцевина, нормално мигрираат и во другите ткива, но во коскена срцевина, каде што ќе бидат одржувани во живот од страна на цитокиниот БАФ фамилијата. И поентата е овие плазма клетки кои ќе бидат однесени во коскената срцевина ќе бидат релативно вечни. Значи релативно вечни. Нормално тоа не се некој огромен број, не сакаме да имаме многу плазма клетки, бидејќи они се многу метаболички активни, но ќе бидат во коскената срцевина и ќе произведуваат постојано некои конститутивни антитела. Така, значи, постојано ќе произведуваат антитела кои ќе бидат соодветни за овој антиген, ако некојаш во него го сретнеме. Нормално овие, повторно напоменам, не се многу големи количини, не се овие многу чести вакви клетки кои се вечни, но се сретнуваат. Сега, некои карактеристики кои се карактеристични за плазма клетките, а не се за обичните Б клетки. Плазма клетките немаат мембрански антитела. Логично, зашто плазма клетките секретираат антитела. Тоа го знаеме. Значи, секретираат антитела, ќе бележиме како секретирани имуноглобулини, и знаеме дека за да добиеме секретирани антитела, требаше да се случи RNA сплайсинг, каде што се отстранува едни M1 и M2 региони. Не знам дали се сеќавате. Имавме едни M1, M2 региони, кои што беа потребни за да имаме мембрански антитела, и они сега се отстрануваат при RNA сплайсинг, и добиваш секретирана форма на имуноглобулините, и дури се секретираат до 1000 имуноглобулини во секунда, што е стварно неверојатен број. Замислете си 1000 молекули во една секунда. Значи 1000, 2000, 3000, 4000. Значи тоа е неверојатно многу брз метаболизам во однос на продукција на еден вид на протеин. Односно имаат многу висока стапка на транскрипција. И ова е зашто имаат многу голема стапка на транскрипцијски фактори кои ја контролираат таа транскрипција. И на крај да ги спомнеме многу кратко мемориските Б клетки. Значи мемориски Б клетки кои што се Б клетки кои на нивната мембрана содржат антитела кои биле специфични за тој антиген, но овие се високо афинитетни антитела, така значи овие антитела имаат високо Ka и исто така веќе имаат клас switch. Океј, значи веќе е промената класата, имаат висок афинитет, едноставно поминале на сите селекциони процеси и само вака се резидуални во ткивата каде што биле создадени или пак мигрираат во други ткива. Така, значи можат или да мигрираат или пак да си останат таму каде што си биле. И се одржуваат во живот преку понекогаш имаат некои си многу мали пролиферации, така од време на време, и исто така имаат многу зголемена секреција, односно експресија на BCL2 протеини, значи BCL2, кои се антиапоптотични протеини, кои ја одржуваат на некој си начин во живот. И може да бидат да траат со години или пак да бидат дури доживотни. И на крај само да видиме некои слики, многу брзо ќе поминеме. Значи имаш Б клетки кои се со низак афинитет, значи тие имаат афинитетно зрење, нели имаат хипермутации, тие кои имаат низок афинитет умираат, тие кои имаат висок афинитет се поврзуваат нели специфично, тие кои не успеле да се врзат, така, некои дека се врзале, некои не успеале да се врзат, така бидејќи овдека е гужва, така како што реков има малце антигени, само најуспешните може да се врзат, исто така умираат, добро изедени се од страна макрофаг. И тие кои се тоа го поминале идат, претрпуваат клас switch и на крај се диференцирано мемориски или плазмабласти, така кои може да дадат плазма клетки и така натаму. Овдека десно ја истото, само што со друга слика представено, можете да го гледате, и овдека имаме како изгледа на микрофотографија на хистопрепарат вакво герминалниот односно зародишниот центар. И оваа ментал зона која не спомнавме, таа е со наивни Б клетки. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.